Продолжуваме со разговор во студио по 8 пат од 19 до 21 мај. Градот Скопје и Детскиот културен центар Карпош ќе го организираат интернационалниот фестивал за класична гитара Тремоло. Надпреварот ќе се одржи во сите ученички, средношколски и студентски категории, како и мастер часови. Членовите на жирито се прочуени македонски гитаристи, како Владко Стефановски, Тони Китановски, Мартин Крајчо, Дејан Лазаревски, Миле Ѓорѓевски, Немања Клинчаров и Бојан Гашовски. По тој повод гости во студиото на телевизија Нова ни се директорката на Детскиот културен центар Карпош и станува збор за господјата Ружа Ѓорѓевска, како и нашиот етаблиран македонски музичар Тони Китановски. Добре дојде за двајцата. Добре најдовме. Каков е одзивот до сега? Колку учесници се пријавени, директорки? Од колку земји, бидејќи станува збор за фестивал од меѓународен карактер? Па бидејќи сега е по 8 пат се одржува овој фестивал на интернационален фестивал за гитара, меѓутоа и севкупната политичка ситуација си го прави тоа така да одзивот е малку помало од минатите години, но сепак задоволителен. Околу 30 учесници досега ни се пријавени, што значи претежно најголемиот број се од Република Македонија, од сите музички училишта што се во склоп на нашата држава, и имаме пријавено нешто и од Република Србија. Додека минатите години се оглед дека малку беше иако беше и тогаш затегнато, но сепак имавме порано гости и од Бугарија, и од Хрватска, па дури и од Грција, но ние и оваа година сме задоволни заради тоа што оваа година пак воведовме една друга новина со цел да дадеме можност и нашите учесници кои што ќе се надпреваруваат на некој начин да имаат можност да ги слушнат и значајни наши македонски како што и вие најавивте етаблирани музичари од областа на гитарата, како што е господинот Антонио Китановски и Владко Стефановски, кои што на наше задоволство прифатија да бидат дел од овој наш значаен фестивал, покрај тоа што ќе бидат со своји концерти и да бидат членови и на нашето жири, секако во погорните класови, во погорните категории кои што се надпреваруваат, а воедно и да одржат мастер часови, бидејќи има голем број на заинтересирани кои што сакаат да ги посетат нивните мастер часови. Значи тоа е една новина која што за нас како Детски културен центар значи многу. Господине Китановски, со оглед на тоа што сте дел од жири комисијата, кои ќе бидат критериумите на оценување? Надпреварот во 7 категории ќе мора да бидеме најстроги што може. Но се различни по тежина. Значи првата категорија само ќе кажам дека изведбата трае само 5 минути, веќе во седмата крајна категорија 30 минути репертоар. Значи ќе треба најдоброто од себе да го покажат во тие 5 минути. Јас би сакала да споменеме дека ќе имаат можност да ги проследат и вашите концерти во рамки на овој меѓународен интернационален фестивал по класична гитара. Кога ќе имаме можност да уживаме во вашиот концерт и што ќе биде на репертоарот? Па вечерва е посветен на класичната гитара. Двајца извонредни гитаристи, едниот е Дејан Лазаревски, кој што живее во Штип и предава средното музичко. Од есен ќе почне да предаде Музичката академија во Штип, класична гитара, и вториот е гостинот од Братислава, Мартин Крајчо, еден исто млад гитарист, кој предава на Музичката академија во Братислава, односно е асистент се уште. Тоа е вечер од 19 часот до салонот 19:19. Утре вечер ќе наставам јас заедно со Владко Стефановски, ќе имам соло настап и onda ќе свириме заедно. Во колку часот точно и каде? Бидејќи претпоставувам дека ќе има голем интерес, барем за оние што не следат по моментот. Значи, културно-информативниот центар во Скопје од 19 часот до салонот 19:19. Така, може да не запознаете со репертоарот, да ни го откриете? Со кои композиции ќе настапите? Па Владко и јас ќе свириме, не знаеме уште што, ќе импровизираме. Додека класичари веќе свират нешто, па голем број композиции све заедно, не може ги набравам за една и половина. Но ќе има музика од 20-тиот век и од постара музика. Од Бах до денес. Директорке, од какво значење воопшто одржувањето на еден ваков фестивал? Огромно е значењето, затоа што не покрај културното и педагошкото значење е битно, со оглед на тоа што они имаат можност, значи учествуваат покрај тоа надпреварувачи, учествуваат и музички педагози. Сите на некој начин се овдека вклучени, да речеме, од областа на уметноста што се однесува за гитарата.
и има можност да ги сознаат и новините и покрај тоа да уживаат и во концертите. Јас да искористам оваа можност да ги поканам сите љубители на музиката, влезот е бесплатен да дојдат, и денеска во 19 часот, во 19 салонот, се е на бројката 19 и утре вечер исто така во салонот 19, инаку надпреварот започнува утре во 10 часот во просториите на Детскиот културен центар Карпош, каде што цел ден се одржуваат, за да следниот ден во неделата ги доделуваме наградите и дипломите. Првата награда е 500 евра против денарска вредност и снимање на аудио CD на првиот надпреварувач и нормално другите категории добиваат дипломи, плакети и некои други награди. Што би значило дополнителна мотивација? Да, апсолутно. Значајно е затоа што се разминуваат и покрај тоа искуства, а и можност нашите млади гитаристи, па и еве да речеме од најрана возраст, од 11 години, па се до 20 и студентите некаде да го презентираат и да го представат своето знаење. И можност со самиот надпревар тие добиваат едно поголемо искуство и можност да се представат пред јавност. Так, овој интернационален фестивал по класична гитара веќе како да добива традиција, значи се одржува 5-та година, чинам? Не, 8. 8 година поред, така. Господин Китановски, колку е ова можност да се популаризира воопшто класичната гитара и да се доближи како инструмент до младите? Па секоја музика да секојаш зависи од страста на музичарите пред се. Ако они видат дека некој се грижи за нив, и особено младиве, и ако имаат контакт со постари, поискусни колеги, нешто што веднаш го зборевме со Владко, во наше време немаше. Так. Немаше мастер-класи, немаше да видиш гитарист во живо, голем, светски, да го пипнеш со прст. Така да, секој е се добро. Убаво е што ќе се најдат заедно за кратко време голем број гитаристи и најстари и најмали и ќе се дружат. Како етаблиран музичар, има ли потенцијал во Македонија? Препознавате ли веќе? Да. Идни ваши наследници, би рекла? Секој има извонредни млади луѓе. Само треба да им се посвети внимание. А и они ќе треба да работат многу. Па тоа е целта на фестивалот. Всушност ете така, покрај веќе нашите значајни имиња и некои млади да стекнат некој искуство, знаење и да им го покажат патот на успехот. Так. Ви благодарам за гостувањето. Ни преостанува да ги поканиме сите кои им сакаат да се припуштат на едно сетилно уживање, да уживаат во звуците на класичната гитара вечерва и утре вечер да бидат присутни во салон 19 во 19:19. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.